За жал, виолината остана сама. Штип жали. Многу колеги, пријатели, роднини, па и оние кои не го познаваа. Дојдоа да го испратат пејачот, чиј живот прерано згасна. Човекот со добро срце, секогаш подготвен да помогне, добар другар. Со овие зборови се сеќаваа на Дуле неговите другари од детството. Јас Дуле го познавам од лошиот још од градинка. Значи, цел живот сме другари. Ќе го паметам по неговото големо срце и големата човест. И оние што соработувале со него и имале можност да бидат во негово друштво, ќе го паметат како добар другар. Па добро, за жал ние не соработувавме музички. Мада, не знам, некако не можеш да го гледаш, пред сум јас 74-то годиште, не можеш да гледаш на нас без да видиш дека некој од твојата генерација успевал да ти го држи вниманието цели ноќи да останете таму некаде заедно. Што знам, една страшно без везе кој ќе отидат луѓето без ред. Знаеш, и онда нема оправдање. Нема оправдање ни во 40, на 50, на 60, на whatever. Никош не е доста. Ме обидуваше да му давам гитарата, да проба да свире. Ја му викам, мал си, уште голема е гитарата за тебе. Вика, ако јас сум упорен и имам, вика, длги прсти, ќе ја прифалам гитарата. И за чудо истиот ден му ги напиша трите песни и акордите, имам веќе утре ден да ги свиреше со ритм, со музика, со пење, тоа и јас беше изненаден за негова возраст. Ке недостасува неговиот дух. Он беше ведар човек кој што сакаше работите да ги направи многу едноставно. И последната снимка што ја направивме заедно, песната појави се и ја направи као да на некој начин и се прости со своите пријатели од младоста со кои што свиреше он. Замина Дуле и остави празнина зад себе, но за секогаш ќе останат неговите песни полни душа и емоции. Ведар, духовит, насмеан, со големо срце е сликата што останува кај Штипјан и занимниот Дуле, кој по Пладнево го испратија до неговиот вечен дом на градските гробишта во Штип. Душан Љубисавлевиќ почина вчера на Скопската клиника за интензивна нега, откако пред 2 дена бил примен во болница поради висока температура. Поради тешката состојба во која се наоѓал пејачот, уште во раните утрински часови неговите органи почнале да откажуваат, а вчера околу Пладне настапила и смртта поради откажување на работата на срцето. Во продолжение по